Тоа е период на градежни активности, каде што градежните компании најлесно можат да ги одвиваат своите активности. Веќе и спомнав, во наредниот период треба да следува и изградбата на паркот во населено место Градашовци, а деновиве се отпочнува и со изградба на ново училиште во населено место Висока Мала, така да тоа ќе биде едно од последните училишта кое треба да биде новоизградено или реконструирано на територијата на општина Василево, а исто така за оние училишта каде што немаше систем за топловодно грејење во текот на летниот период, односно до почетокот на учебната година, во 4 населени места ќе биде поставено систем за топловодно грејење, односно се однесува на училиштата во населено место Радичево, каде што веќе од наредната недела почнуваат градежните активности. Сушево училиштето исто така ќе биде поставено систем за топловодно грејење, училиштето во Чанаклија и училиштето во Добрашинци, за каде средствата се обезбедени од Министерството за образование, а во населено место Радичево средствата се обезбедени во добра соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка и Сокотап и Филип Морис, кој исто така и минатата година во знак на општествена одговорност, на добра соработка со општина Василево, исто така вложува во училиштата на нашата територија. Водоснабдувањето на територијата на општина Василево засега е добро, иако летни горешчини, меѓутоа акумулацијата Брана Турија, која се наоѓа на нашата територија, располага со доволно кубици на вода кои ги снабдуваат жителите на општина Василево, односно сите населени места со здрава вода за пиење, така да во моментот немаме појава на дефицит на вода и се надевам дека целиот тој летен период ќе немаме никакви проблеми со водоснабдување, бидејќи и сите наши населени места имаат своји водоводи, а до сега немаме појавено дефицит на вода.